Прво послание на апостол Павле до Коринтијаните, 5 глава. Од секаде се слуша дека кај вас има блудство и тоа какво што нема дури ника незнабожците, односно дека некој држи таткова жена. А вие уште се кордеете, место да плачете. Нека се изфрли од вашата средина оној што го направил тоа дело. Јас пак, иако со телото не сум кај вас, а само со духот, веќе го осудив, како да сум меѓу вас, оној што го направил тоа. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух со силата на нашиот Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело, та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус. Вашето фалење не е добро. Не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Затоа, исчистете го стариот квас за да бидете ново тесто, како што сте бесквасни. Зашто Христос, пасхата наша, беше жртвувана за нас. Па да празнуваме не со стар квас, ниту со квас од злоба или лукавство, туку со пресни лебови, во чистота и вистина. Ви пиша во писмото свое, да не се мешате со луѓе што блудствуваат, но не и воопшто со блудниците од овој свет, или со користољупци, или со грабачи, или со идолопоклонци, зашто инаку би требало да излезете од овој свет. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој нарекувајќи се брат си останува блудник, или користољубец, или идолопоклоник, или холник, или пијаница, или грабач, со таков дури и да не јадете. Затоа, дали треба јас да ги судам надворешните? Нели ги судите вие внатрешните? Надворешните пак ќе ги суди Бог, а вие изфрлете го лошиот меѓу вас.